Се враќаме назад во студиово. Ова што пред малку можете да го видите и да го слушате е вештачко срце. Вештачко срце кое што е вградено во телото на мојот гостин за ова попладне. Освен неговото присуство овде, почестени сме со присуството и на докторот кој што овозможил ова срце вака да чука во неговото тело. Велам добар ден за професор доктор Александар Николич. Добар ден. И добар ден за Горан Спиров. Добар ден. Човекот со првото вештачко срце во Македонија. Професор доктор Николич и целата оваа интервенција за која што ќе зборуваме денеска е направена во болницата Аџибадем Систина во Скопје. За прв пат во Македонија, за прв пат во Скопје. Така. Да. Кога се случи и кога Горан го доби вештачкото срце? Горан е био, нажалост, тешко Горан, болесен за жал, беше тешко болен изминатите 3 години. Негов лекар, и неговиот лекар, кардиологот, кој го ги препозна неговите проблеми, 3 години се обидуваше со лекови да му помогне. Тоа одеше до некаде. Се додека после 3 години не дојде до стадиум, Горан веќе да не може ниту да стане од креветот до тоалетот. Во тој момент неговиот лекар, како и сите лекари, помисли на кој друг начин може да му помогне. Стапи во контакт со нас, бидејќи ние, како што најавивме, почнуваме да работиме со модерно лекување на срцева инсуфициенција, што подразбира вградување на пумпи во срцето и замена на целото срце со целосно вештачко срце. Тој го упати кај нас, ние ги направивме сите дополнителни прегледи и утврдивме дека Горан е кандидат не за пумпа, туку за целосно вештачко срце. Потоа го пративме во државната болница, истото да се потврди и таму, што и беше направено, и после тоа Горан дојде кај нас и ние ја сработивме интервенцијата. И тоа е пред точно 2 месеци. Денес е 13 септември, операцијата се случила ноќта 12 кон 13 јули. Така. Колку време траеше овој зафат? Ова е многу сложена операција. Е многу сложена операција за хирургијата и трае од 5 до 7 часа. Ова операција конкретно кај него траеше 6 часа. Затоа што во целосно мораше да се отстрани срцето, заболеното срце, и да се направи подготовка за вградување на вештачко срце, што е доста сложена хируршка операција и се разбира заради тоа одзема многу долго време. Кај него сето тоа помина добро, како што гледаме, тој сега е сосема добро функционира и со секој ден е се подобар и подобар, физички се поактивен. За отприлика месец дена може практично да се врати во нормалниот живот. Под наводници, се разбира, никогаш нема да може да се занимава со тешки физички работи, со спорт, но ќе може да живее и да функционира. Горан, добар ден и за тебе. Ни доаѓаш од Штип. Да. Пред некој ден наполни 46 години, по професија медицински техничар. Кога Горан свати дека има сериозен проблем со своето срце? Па сватив дека имам сериозен проблем пред 3 години. Некако почнуваше да се изморувам и отидов кај мојот кардиолог таму у Штип, кај Сашко Николов. Он ми кажа, ми вика, отиди кај доктор Александар Николич у Скопје. Дојдов у Скопје и кажа, Јас колку што можев дека да видам, твоето срце било со само 15% капацитет и функција во моментот на прегледот, или? Да, тоа ми мериме у проценти. Ние го мериме тоа во проценти, но Говорили народен јазик. кога би говореле со народен јазик, силата на срцевиот мускул
кај здрав човек подразбира дека вие и јас сме здрави, имаме 60% сила на срцевиот мускул, кај Горан тоа беше паднато на само 15%, дури 15%, под 15%, така што тој беше во сериозни проблеми, едноставно немаше... А до пред 3 години, Горан, ти функционираше сосема нормално? Да. Спортував, се бавев со пливање. Се нормално ми беше. Па и потоа и наеднаш почнав да се изморувам. И Доктор Николич, како може така од дете, да речеме, условно здрав прав, одеднаш... Постои, значи, више узрок кој Постојат повеќе причини што доведуваат до срцева инсуфициенција, конкретно кај Горан веројатно стануваше збор за вироза, кое што вирусно заболување на организмот, кое што не го прележал како што треба, туку на нозе работејќи. Тој имал доста тешка работа како медицински техничар на оделението за ортопедија. Имал доста работа и тоа не е лесна работа. Веројатно во тој период ја иструкал болеста вирозата на нозе и вирусот го зафатил срцевиот мускул, поради што тој заболел и се проширил и на тој начин ја изгубил силата и сите останати функции. Горан, кога свати дека твоето срце е толку слабо, се сретнуваш со доктор Николич, кој ти, предпоставувам, предлага да одите на зафат комплетно вградување на вештачко срце. Во тие моменти се плашиш? Сето тоа ти враќа надеж за живот? Само сакав да се вратам као што беше. Друго и ништо и не сакав. Па викам, ако треба никако. Беше подготвен на се. Но сепак Горан е пациент кој што може да добие трансплантација на срце. Вештачко и срце е измислено. Вештачкото срце е измислено и пумпите се измислени за како премастување кон трансплантација. Затоа што бројот на трансплантации во Европа и во светот не е доволен, а инаку исто така опаѓа, се помалку и помалку се донори има, а ваквите работи како вештачкото срце и пумпите се измислени за на болните да им се дозволи да дочекаат адекватно срце. Имаме уште дополнителен проблем во Македонија, тоа што се уште не заживела програмата за трансплантација. Се надевам дека тоа ќе се случи наскоро, бидејќи ќе бидеме последна земја на мапата на Европа која што го нема тоа. Трансплантацијата мора да почне подитно, имаме доста кандидати, вакви болни како Горан. Имаме секојдневно во Македонија околу 30 луѓе имаат потреба од некаква помош, дали вградување на вештачко срце, дали вградување на пумпи на левото срце, дали трансплантација, но за жал тоа е реалноста. Срцевата инсуфициенција е болест која што е во голем пораст не само во Македонија, туку и во цела Европа и во светот. Така што тоа е голем проблем и затоа се повеќе и повеќе се истражуваат ваквите апарати. Македонија. Што е со нашата поблиска околина, колку често во околината има вакви пациенти? Пошто е тоа доста заhtevна и тешка ова е многу тешка операција, во Србија е направена иста оваква операција една, јас имам направена на Институтот за кардиоваскуларни болести на Дивиње. Пар месеци пред неколку месеци пред да ја направиме операцијата на Горан. Ураđeno je градено е ovakvih intervencija u Sloveniji. Направени се неколку вакви интервенции во Словенија, една во Хрватска исто така. А во останатите земјама, а во останатите земји како од регионот како Романија, Бугарија, затим Црна Гора, Албанија, Косово. Не е направена ни една ваква интервенција. Причина поради која не може често да се прави оваа операција? Генерално, ако има толку луѓе, како што велите, 30 на дневно. Прво, ова интервенција е многу скапа и за секоја богата држава. Самиот апарат чини околу 130.000 евра.
No, tu je i Тука rad е и celog работата tima, на целиот тим. svega, puno je medikamenata tu uključeno. Има многу елементи вклучени пред операцијата и после операцијата. Значи, доста е сложен процес. Доста сложен процес. За една ваква интервенција мора да учествуваат најмалку 40 до 50 луѓе. Ако зборуваме за целиот процес на лекување, не станува збор само за хирургијата, туку за целиот тим. Така да ниједна земја нема Така што ниједна земја нема доволно средства за да ги прати сите болни на операција, но сепак со некоја селекција на најмладите и на тие кои што им е најпотребно во даден момент, можеме да помогнеме. Треба да си има тим и сега ние имаме тим и можеме да правиме и повеќе вакви интервенции. А тие што се занимаваат со одлучување кој ќе ги добие, тие ќе решат. Тоа е ова што јас ќе замолам режијата да се вратиме само за момент во живо. Ја покажавме оваа торба, ранец, која што Горан ја носи на својот грб, но да пробаме барем малку да објасниме што има во оваа торба. Пошто, значи, кад се ради оваква операција, Кога се прави ваква операција, целосно се отстранува болното срце, апсолутно целосно, и многу е тешка подготовката да се направи лежиште за новото механичко срце. Механичкото срце многу личи и имитира на природното срце. Тоа се две топки, да кажеме со обичен јазик, лево и десно срце, исто како што и природното срце има лева и десна половина. Во тие топки се наоѓа една мембрана. Апаратот во еден момент уфрла компримиран воздух, мембраната ја турка крвта во организмот, а во одреден момент ќе се направи вакуум и тоа ќе повлекува крвта од другиот дел, другата половина на срцето. Е вклучено во струја. Тренутно Да, Во моментов е вклучена во струја, но има напојување од 4 часа. 4 часа може да биде мобилен. Во ранецот, покрај него има и чарџери за дополнителни батерии, што значи 2 пати по 4 часа. Има и мал полноч како за мобилен телефон, може секогаш да биде приклучен, каде и да има струја. Може дури и во автомобилот да биде приклучен на запалката. Баш полноч. Горан, пред операцијата, како што и докторот кажа, си имаш простено од многу, да речеме, животни благодети, кога е храна и пиење во прашање, бидејќи нели срцето ти било навистина ослабено. Во овие 2 месеци, да напоменеме исто така, на 13 јули операција, Горан ја напушта болницата веќе на месец дана каде дошол до операција. Кога помина 1 месец од операцијата, тој ја напушти болницата, отиде во Штип и таму нормално сега сакам да функционираш. слушнам како функционираш денес. Па уште се привикнувам на новото срце. Протокол овога програма, значи, Оваа програма да на производителот предвидува сите болни да мораат да останат 1 месец во болницата, за да се научат да функционираат со ваков апарат. Не е едноставно за почеток, но потоа кога болните ќе се научат, видовте Да, сајте од како барата ние се ракува оплашивме со- за момент. Он е обучен да сам Тој е обучен сам да ги менува батериите, сам да го стави ранецот на грб. Има дополнителен апарат, не дај Боже, ако нешто се случи, да го исклучи, да се префли на другиот. Потпуно е обучен. А Целосно колку е е обучен. ризикот ако во еден момент престане апаратот да работи? Тоа е Овој апарат у принцип Апаратот во принцип Не може да престане. да работи. Таква е гаранцијата на производувачот, но затоа постои и дополнителен, Да. бидејќи никогаш не се знае. А што е со, Затоа- предпоставам, физичка активност не, но со тоа што се обични, да речем, животни активности, навики, исхрана и така натаму, што сме, а што не сме Горан денес да прави? Горан денес може, што се нешто да тојдел да јади и да пие, се што не смеел последните 3 години, Значи да јаде и слано, може да јаде и солено мрсно, и мрсно така и да се.
Sve ono što mu je bilo Се што му беше за жал скратено поради тежината на болеста, сега му е дозволено. Што се однесе до физичката активност, може да шета, да се движи, се повеќе и повеќе како што ќе се опоравува. Сепак ова е голема интервенција. Човек кој оперира слепа црева не може еден месец да се врати во функција. Заздрави физички и да се врати во нормала. Ова е сепак се уште свежо, 2 месеци. Сепак сметам дека по 3 месеци од операцијата ќе се врати целосно во нормалниот живот. Имам болен во Белград, кој го оперирав во декември, тој денес веќе шета сам низ градот, дури оди и да Соранец. лови риби. Соранец. Горан, јас знам дека се ова тешко, претпоставувам дека, нели, среќен си што воопшто можеш да продолжиш да функционираш колку толку или како така на работа. Се уште се немаш вратено на работното место, претпоставам исто така дека со оваква диагноза и со ова што го имаш на себе можеш да добиеш пензија веќе или ќе одиме во некоја администрација во болницата во Штип, веројатно зависи од тебе и од твојата состојба. Но што ти пак е најтешко во сето ова? Што не се, што не се откри на време, да не дојде до ова. Да, тоа. Иначе онака, сега више кој дојде, више ќе тераме. Можеш ли да шеташ? Како оди со тие активности? Можем да одам, можем да шетам. Немам право още да трчам. Така е. На гребо. Ама и тоа ќе пробам. Да, и оно што го чувме зад кулисите на овој разговор пред да влеземе овде, дека денес може да се заврши и на пиво и кебап и со докторот заедно, нели? Не се. Видовме инсерти додека зборувавме за тоа како течела операцијата, предоперативниот период, постоперативниот е, би рекле, веќе овде пред нас. 6 години е некој период во кој што може да чека Горан трансплантација на срце, кој што производителот го гарантира дека апаратот може да трае 6 години. Тоа е некој минимум што го гарантираат, може и повеќе. Јас се надевам дека Горан за уште многу пократко време ќе добие вистинско срце и дека тоаш ќе се врати целосно на нормалниот живот и дека ќе исполни својата желба да игра. Тоа би било најголемата желба на Горан. Зошто да не? Добро. Доктор Николич, само ќе искористам на крај приликата, кажавме дека доаѓате од Аџибаден Систина, болницата која еве за прв пат во Македонија го прави овој зафат. Вие го водите оделот за кардиохирургија, ако не се лажам. Македонија, македонците и нивните срца, каде сме? Македонија, она има доста проблема. Македонија има доста проблеми со срцевите заболувања. Се разбира дека овие простори се едни од со најголема застапеност на срцевите заболувања од поранешна Југославија, Македонија, Црна Гора, Војводина. Тоа се подрачја каде што има најголем број срцеви болни, но Македонија, морам да признам, оди многу брзо по нагорна патека. Прво што е развиена е многу добра кардиологија, која што е една од водечките во поранешна Југославија, ако можеме да се мериме според тој регион. И се разбира, добра кардиологија повлече да се направи и добра кардиохирургија. Овде имаме 3 центри. Веќе сте, бидејќи јас овде живеам и работам, имаме македонско државенство, така што 3 центри имаме, многу добри центри, сите добро работат и создаваат здрава конкуренција, што е многу добро. Се повлекуваме едни со други. Оваа програма што ја почнавме ние, се надевам дека ќе повлече и другите болници да тргнат по нашите стапки, дека ќе тргнат кон модерно лекување на срцевата инсуфициенција, па и други работи. Така што мислам дека Македонија може да се горде со својата кардиологија и кардиохирургија. Да, со оглед на тоа дека состојбата со македонските срца и лошите диагнози се во нагорна линија и кардиохирургија е во нагорна линија, негде ќе се спојат, па се ќе се... Мислам, ова нека биде горе кардиохирургија, ама срчените болесници нека ги има се помалку. Горан, ти посакувам што е можно побргу да се ослободиш
од овој звук, од овој ранец што го носиш сега веќе секој ден, да добиеш прилика за трансплантација на вистинско срце, да дојдеме на Штипскиот стадион да одгледаме некој надпревар, зошто да не. Ти благодарам што денеска специјално за оваа прилика допатува од Штип и ти посакувам на вистина се најдобро. Докторе, и вас ви благодарам за присуството и се надевам дека за сите следни големи и сериозни достигнувања повторно ќе бидеме тука за вашата. Нема да запреме со оваа програма, веќе имаме еден болен кој го имаме во план за работа, исто така со ваков проблем, исто така почнуваме да изработуваме вакви пумпи и многу други работи, не само срцева инсуфициенција, кардиохирургијата има и други проблеми на кои што ќе работиме рутински во Македонија. Медицина е дел од македонската реалност. Ви благодарам уште еднаш. Вам почитувани ви благодарам за вниманието за овој дел од Студио 1. Сега влегуваме во минути на Телешоп и следуваат вестите во 16 часот. Со мене се гледате веднаш по вестите.